Конечно заврши изградбата на првата фаза на булеварот Христијан Тодоровски Карпош од крстосницата на булевар Босна и Херцеговина до улица Натанаел Кучевишки. Новиот булевар е во широчина од 40 метри со 6 сообраќајни ленти од по 3,5 метри, велосипедски патеки од двете страни во ширина од 2,5 метри и пешачки патеки од двете страни со променлива ширина, како и средишно зеленило. На новиот булевар Христијан Тодоровски Карпош е поставена целосно нова водоводна, атмосферска и фекална мрежа, како и целосно ново улично осветлување од 76 столбови. Овој капитален објект градот Скопје го гради неколку години. Средствата кои што се издвоени се 160 милиони денари или околу 2,6 милиони евра, а досегашниот изведувач е Пелагонија Гостивар. Изградбата на овој булевар доцнеше подлог период, бидејќи во потегот кај раскрсницата со булевар Босна и Херцеговина не биле предвидени нити проектирани водоводната инсталација од која што се снабдува половина Скопје, како и 435 киловолтни кабли на Еван, од кои што исто така со електрична енергија се снабдува половина Скопје. Овие технички проблеми ги надминавме, го извршивме проектирањето, завршени се работите и сега може булеварот слободно граѓаните да го употребуваат. Исто така, денеска започнува, како што може да се види, и втората фаза од изградбата на булеварот во должина од 980 метри, каде што имаме директен приклучок на обиколницата во градот Скопје. Градежните работи повторно ги изведува градежното предпријатие Пелагонија Гостивар и рокот за изведба на овој капитален проект, капитален објект е 18 месеци. Средствата кои што ги употреби градот за оваа втора фаза се 106 милиони денари, односно некаде околу 1.700.000 евра, 40 милиона помалку за истата должина која што досега ја имало платено градот. Граѓаните од овој дел на градот имаа во изминатиот период сериозни проблеми со обраќајот, така што очекувам дека отварањето на оваа делница ќе придонесе колку толку да се надмине, меѓутоа кога целосно ќе го изведеме објектот, година и половина од сега, веќе овој дел од градот ќе има сериозно квалитетна, модерна европска комуникација. Ово е од исклучителна важност, бидејќи е првата всушност делница која што излегува, која што ја гради градот Скопје, која што излегува директно на неговата реконструкција. Полека градот Скопје излегува од фазата од зоната на планирање кон зоната на имплементација. Еве започнуваме овдека со овој булевар. Во текот на септември месец започнуваме со изградба на улицата Босна и Херцеговина во форма на булевар Босна и Херцеговина. Започнува реконструкцијата на партизански одреди од мостот на Обединети нации до кружниот тек кај Ѓорче Петров. Во тек е реконструкцијата на Ацо Шопов помеѓу Ѓорче Петров и Влае. Започнуваме со реконструкција исто така на поранешна улица Огњан Прица, сега Антон Попов во Кисела вода. Започнуваме со реконструкција исто така и на Лондонска и на Братфордска, и сето тоа ќе се случува во многу интензивен и брз период. Скопје заслужува да има модерни, современи, безбедни сообраќајници, затоа што Скопје станува престолнина на европска држава. Благодарам.